Добро дојдовте во актуална тера. Еве ги вестите на денот. И преспа заштитена од УНЕСКО. 70 возила подигна пајакот во Битола. УЈАП предупредува за фискалниот со GPRS. Франција и Битола договори одбележување на 11 ноември. Вчера истече крајниот рок до кој граѓаните од социјално ранливите категории може да се пријават за да ја искористат мерката за еднократен отпис на долгови. До истекот на крајниот рок се пријавиле речиси 41.000 граѓани во центрите за социјална работа низ Македонија. Сите тие се надеваат на отпис на долговите за неплатени сметки и рати од кредити. Специјална комисија сега ќе ги анализира нивните барања, односно дали тие ги исполнуваат потребните критериуми за простување на долговите. Целата постапка се очекува да трае до крајот на ова или почетокот на наредниот месец, кога треба да бидат издадени првите решенија. Тогаш ќе биде познато и колкава сума на долг ќе се отпише. Управата за јавни приходи предупредува дека обврската за воведување фискален со GPRS најдоцна до 31 октомври има даночниците чии промет во претходната година надминува 10 милиони денари, оние кои вршат угостителска дејност и бензинските станици. Рокот за сите други даночни обврзници е до 31 јануари 2015 година. Даночните обврзници до 15 дена пред истекот на првиот законски рок го имат исполнето негде 19% од вкупниот број на обврзници, така да уште 81% очекуваме во овие последни 2 недели да е исполнат својата законска обврска. Управата за јавни приходи апелира до даночните обврзници навремено да се пријават и до овластените производители на фискални апарати и навремено да ја исполнат оваа своја законска обврска, за да не се соочат со никакви прекршоци и санкции што би ги презела управата. Бенефитите и предностите од користењето на овие нови фискални апарати се како за даночните обврзници, така и за управата за јавни приходи. Се намалуваат административните трошоци на даночните обврзници во врска со хартиените контролни извештаи кои се заменуваат со електронски извештаи, се намалуваат трошоците на управата во врска со даночните контроли на терен, значи управата за јавни приходи ќе може и онлайн да го следи готовинскиот промет на даночните обврзници, ќе може да ги детектира ризичните даночни обврзници, а сето тоа ќе допринесе до зголемување на финансиската дисциплина и до намалување на сивата економија во државата. Полицијата пишува казни за непрописно паркирани возила со платен налог, покана за наплата на глоба. Или со подигнување на возилото со пајак служба. Такви случаи минатиот месец имало 77. Оливера Михајловска. Битолската полиција во изминатиот период ги заостри мерките за непочитувачите на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, посебно за оние кои непрописно паркираат. Имено ги казнуваат сите оние кои непрописно паркирале, а со тоа попречиле безбедност во сообраќајот или се опасно за другите учесници. Казните не се мали и се движат од 25 до 250 евра. Воедно се подигаат возила со пајак службата и сето тоа согласно техничките можности на пајак службата. Од 1 септември до денес, од страна на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Битола, се изречени вкупно 130 глоби за погрешно и непрописно паркирање, од кои за 20 се издадени платни налози, а за останатите 110 покани за наплата на глоба. Со пајак службата се подигнати 77 возила. Од полиција велат, ние нашето го правиме и превенираме и казнуваме, но не е се во наши раце. Секторот за внатрешни работи Битола се апелира до граѓаните на Битола и останатите граѓани да ги почитуваат законите, во случајот Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, бидејќи иако полицијата презема низа зајакнати мерки и активности, превентивни и репресивни, сепак во најголема мера безбедноста на сообраќајот и нормалниот проток на сообраќајот зависи од тоа како тие се однесуваат, односно каде и дали прописно паркираат.
Казната е со платен налог, покана за наплатена глоба или со подигнување на возилото со пајак служба, каде полицијата асистира, а подигнувањето го врши комуналец по дојавата, и тоа во случај кога непрописно паркираното возило ја попречува безбедноста во сообраќајот. Казни за брзо возење и алкохол во крв, акциска контрола на полицијата во викендот кој измина. Весна Шеровска. Полициските станици и одделенија за безбедност на патниот сообраќај во СВР Битола изминатиот викенд спроведоа 2 акциски контроли, и тоа за пречекорување на брзината и возење под дејство на алкохол. Во акциската контрола за брзина од вкупно 178 контролирани возила, констатирани се 20 пречекорувања на брзината, при што се издадени 15 покани за наплата на глоба, 2 платни налози и 3 возачи се писмено предупредени. Во акциската контрола за алкохол од вкупно 275 контролирани возачи и извршени 197 алкотестирања, кај 15 возачи е утврдено присуство на алкохол, 17 возачи се исклучени од сообраќај, одземени се 12 возачки дозволи и се издадени вкупно 22 платни налози. За време на двете акциски контроли се констатирани и останати прекршоци, при што се издадени вкупно 7 покани за наплата на глоба, 23 платни налози и 6 возачи се писмено предупредени. Дебата во Битола за предлог моделот за проценка за дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на дете или младинец. Проектот за новиот модел за процена го спроведува Министерството за труд и социјална политика. Маја Погоевска. Во рамките на проектот нов модел на проценка на специфичните потреби на деца и младенци со инвалидност во Македонија, спроведен од Министерството за труд и социјална политика, денес во Битола се одржа една од 5 дебати на која се разгледа предлог моделот за проценка за дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на дете или младинец. На дебатата беа присутни експерти од засегнатите области, како и представници на институции од областа на здравството, образованието, социјалната политика, како и представници на граѓанскиот сектор. Документот е изготвен од интерресорска работна група. Целта на новиот модел на проценка е да видиме, да оцениме што може тоа дете да направи, а не што е со него. И се доближувам сега до суштината, дека досега предоминираше здравствениот модел, што значи се водеше грижа диагноза, апсолутно точна, не можам да кажам дека не точна, меѓутоа штура, административна проценка за идните чекори во животот на тоа дете, детска градинка, училиште и така натаму. Нефункционална, затоа велиме функционална, затоа што во градинката или во училиштето, наставникот, воспитачот, знае, интелектуалец, јас прочитува диагнозата, меѓутоа не може да ги изгради следните чекори. Токму е тоа со новата, да кажем, проценка. Тим на стручњаци ќе биде во постојана корелација со училиштата и институциите. Детето ќе добие еден функционални профил, каде што ќе се гледат телесните функции и можности на детето, неговата ќе се проценува, не ќе се гледа телесните функции и можности, каде што ќе се проценуваат активностите лични и учеството во општествениот живот. И тоа ќе се линкува нормално со диагноза и конечно ќе правиме еден исчекор во иднина. Тој дополнува. Со таа проценка функционирањето на детето или на лицето е една динамична интеракција меѓу здравствената состојба и фактори во средината и личните фактори. Тоа е најбитно во целото делување и конечно во оваа проценка ќе се користи психосоцијален аспект за разбирање на попреченоста, интегрирајќи ги и медицинските и социјалните моменти. Проектот е со организацијска и логистичка поддршка од Сдруженијето Отворете ги прозорците, а е финансиран од УНИЦЕФ. Адвокатот Игнат Панчевски поднесе кривична пријава против 5 судии, а адвокат извршител и стечајниот управник на ТАТ. ТАТ во стечај не постои од 2008 година, тоа е потврдено и во Централниот регистар. Тоа значи дека сите должничко-доверителски односи се веќе регистрирани и затворени. Затоа е нејасно на која основа оваа група сега се обидува да им одземат имот на моите клиенти за да ги наплатат наводно побарувањата на ТАТ од моите клиенти, вели Панчевски.
Тој вели дека и вчерашното обештетување на штедачите со продажбата на златото на сопственичката на тат Сонја Николовска е нелогична ако се знае дека стечајот во штедилницата и именувачница тат завршил во 2008 година. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Повик за студирање во Франција. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за ова недела гласи: како го оценувате предлог законот за безбедност на сообраќајот на патиштата? Многу добар, ригорозен, непотребен. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. На сите загинати борци на територијата на Битола, општината им одреди ден 11 ноември. Франција, Германија и Македонија ќе одржат комеморација на настаните од 100 годишнината од Првата светска војна. Оливера Михајловска. Иако секогаш со задоволство доаѓа во Битола, овој пат задоволството и темите на разговор со првиот човек на градот ги свеле на една тема – комеморацијата за настаните од 100 годишнината од Првата светска војна. Имено токму за овој настан во јуни годинава во Долна Нормандија се случило сеќавање на сите 62 земји учеснички во војната, каде преку филмови дискусии се присетувале на овој трагичен настан. Амбасадорката на Франција во земјава најави разубавување на француските гробишта во Битола. Така дана едно од моите посети кажав и ќе кажам дека француските воени гробишта овде се место кое што сакаме да ги направиме најубави и постепено ги разубавуваме за нашите настани кои што престојат на 11 ноември оваа година и ќе ви кажам дека имаме една идеја за еден конкретен проект, односно за една нова содржина на француските воени гробишта за која што работиме на нејзина реализација. И на таа тема разговаравме веќе со градоначалникот на Битола, за кој што навистина се надеваме дека наскоро ќе заживее и ќе понуди нови содржини не само на француските туристи, туку и на сите жители на градот Битола. Градоначалникот истакна дека соработката на сите полиња со Франција се на завидно ниво и 11 ноември е ден посветен за оддавање почит на сите загинати на овие простори за време на војната, а воедно и ден за помирување меѓу двете сили Франција и Германија. Значи на 11 ноември тоа ќе биде веќе еден значаен настан, значи тоа е еден голем, еве би рекол јубилеј, затоа што се навршуваат 100 години од почетокот на Првата светска војна и ќе трае повеќе сезони, ќе трае со повеќе програми кои што ќе ги иницираат и Република Франција, сигурен сум дека и Германија истото ќе го направи, а ние стоиме на располагање за поддршка на сите иницијативи, бидејќи овде, во овој град, покрај војниците на двете страни, значи има многу цивилно население кое што настрадало. Најавија голем број на гости, а денеска средбата се фокусирала на подготовка, дополнувања и измени на програмата за манифестацијата. Француската амбасадорка денес се сретна со битолските студенти. Таа рече дека се надева дека мобилноста ќе се зголеми и дека поголем број студенти ќе имаат пристап до француските универзитети. Маја Богоевска. Француската амбасадорка во Македонија денес на правниот факултет во Битола се сретна со битолските студенти со цел да им ги презентира можностите од европските програми за студирање во Франција. Претходно коментираше за извештајот на Европската комисија за Македонија. И Франција во овој момент го подготвува својот став, кој што покасно ќе го каже јавно. И сакам да кажам дека станува збор за извештај кој не се однесува само на Република Македонија, туку на сите земји од Западен Балкан и навистина сега се наоѓаме во политичка фаза на анализа на извештајот и во подготовка нели на ставот кој што ќе биде донесен на Европскиот совет кој што се одржува во месец декември. И морам да кажам дека извештајот воопшто не е лесен затоа што се случува во момент кога навистина политичкиот диалог мора да продолжи и ќе кажам дека извештајот беше нели сепак составен од нов совет и нова комисија кој што го подготвува извештајот за цела една наредна 5-годишна етапа. Според неа, Битола е вистински француски град во Македонија. Токму затоа на студентите во Битола им ги промовираше студиите во Франција, како и мобилноста. Соработката на Македонија и Франција е постојана и се остварува преку разни проекти.
Навистина има голем број проекти кои што им се нудат на младите, посебно за студирање во Франција, затоа што од историска гледна точка имало голем број на студенти кои што во минатиот век студирале во Франција, но исто така сакаме и ова во пуново време што поголем број на студенти да студираат во Франција, затоа што познавањето на францускиот јазик или непознавањето повеќе не представува пречка, студирањето во Франција не чини скапо и навистина преку програмата Erasmus Plus се нудат навистина поволности за да имаме што поголем број на македонски студенти во француските универзитети, се доделуваат исто така и француски стипендии, се разбира бројот на стипендиите е многу мал, меѓутоа има стипендии за самиот наставен кадар, стипендија за истражувачите и така натаму. И навистина ќе кажам дека дојдена сум на универзитетот да објаснам и сите поволности кои што ги нуди Erasmus Plus во кој што Македонија членува од месец мај. Би сакал да го истакнам моето задоволство како декан на правниот факултет, во име на правниот факултет, што денеска имаме еден редок гостин, како што е нејзината екселенција Лоренс Оер, амбасадор на Република Франција во Република Македонија. Соработката со Франција секако ни е значајна на академско ниво и се надевам дека низиното предавање ќе потикне нови размислувања врзани за нашиот факултет за студентите и секако понатамошна соработка која логично е во доменот на академските проучувања и студии. Француската амбасадорка рече дека се надева дека мобилноста ќе се зголеми и дека поголем број студенти ќе имаат пристап до француските универзитети. Општината Могила постепено ги решава комуналните проблеми. Проблемот со водата за пиење за 2 месеци ќе се реши во Беранци, Српци, Вањевци, Трновци, вели градоначалникот Пивковски. Весна Шеровска. Асфалтирани улици, чиста вода за пиење ќе добијат некои населени места во општина Могила. До 15 октомври градоначалникот планира да ги заврши инфраструктурните зафати во Ивањевци, Ношпал, Мусинци и Трап. И она што го бараат нормално, велам секогаш зошто граѓаните не бараат премногу, бараат значи асфалтирана улица, пристапен пан до самото населено, до самата куќа и чиста вода за пиење. И во село Вашереца имаме преку Бирото за регионален развој, исто таму имаме добиено некаде околу 250 метра улици и мислам дека во овие неколку дена ќе ги завршиме тие инфраструктурни зафати и понатаму ни преостанува значи уште она што не остана недодоправено, уште малку некои пристапни патеки до самите училишта, оние мали подрачни училишта по неколку населени места и мислам дека тој рок ќе го запазиме за завршување на тие активности. Проблемот со водоснабдувањето бил половично решен, вели градоначалникот и додава дека жителите на Добрушево и Мусинци користеле вода од градскиот водовод. Проблем имале мештаните од селата Беранци, Српци, Вањевци и Трновци, бидејќи пиеле вода од артерски бунари. Што знаеме, бунарите во каква состојба се наоѓаат, значи кога има обилни дождови, значи таму доаѓа до промена на квалитетот на водата и имаме проблеми, значи за да ги избегнеме тие проблеми, значи побаравме значи подршка од Министерство за животна средина и една пофалница до Министерство за животна средина, добивме значи средства да направиме проектна документација која што ќе кошта околу 600.000 денари и мислам дека објавен тендерот, јавната набавка за проектната документација. Градоначалникот со најава дека за 2 месеци ќе ја добијат потребната документација и жителите на овие 4 села ќе добиеле чиста вода за пиење од градскиот водовод. Во албанскиот град Корча беше извршена официјална инаугурација на прекограничниот биосферен резерват Охрид Преспа. Со тоа регионот на Охрид и Преспа и дефинитивно е на листата на светски со закон заштитени подрачја. Биосферниот резерват Охрид Преспа ќе овозможи подобро да се воспостават врски на соработка и комуникација помеѓу двете држави и општините во регионот. Охрид Преспа е 14-тиот прекограничен биосферен резерват во светски рамки, а прв во регионот. Имплементацијата на овој проект започна уште во октомври 2012 година. Потоа беше изработена номинациона форма која беше предадена во УНЕСКО во јуни 2013 година. Инаку на свеченоста министерот за животна средина на Македонија Нурхан Изаири се обрати само на албански јазик. Земјоделскиот комбинат Пелагонија од вчера до крајот на месецот ќе врши третирање со поставување на мамци против глодари на своите површини кои гравитираат во општините Битола, Новац и Могила. Заради тоа се известуваат сопствениците на секаква стока во овој период да не ја пуштаат на испаша. А што донесува светот на актуел? Каталонците го откажа референдумот.
И за други вести од светот покусата пауза. Останете со нас. Екипата од представата Хенри VI од Битолски театар рано утринава замена за кина. Концерт на пианистката Елоиза Кашо во рамките на Интерфест. Најнова премиера на Мал драмски театар во режија на Мартин Кочовски. Уште една изведба на представата Перо Малеро на Солза и смеа. Лидерите на Каталонија донесоа одлука да го откажат референдумот за независност предвиден за 9 ноември. Се бара алтернатива за референдумот, јавува Ројтерс без да прецизира за каква идеја се работи. Шпанската влада веќе подолго време најавува дека било каков референдум во Каталонија би бил неуставен, а Уставниот суд и наложи на земјата да го презакаже референдумот, се додека не се утврди неговата уставност, што би можело да трае со години. Според истражувањата, само 23% од населението во Каталонија ја поддржува идејата за референдум. Шпанскиот премиер Маријано Рахој вчера потенцираше дека каталонците делат длабоки корени со останатите жители на Шпанија и дека шпанската влада е подготвена на разумни преговори. Вработен во Обединетите нации кој бил заразен со ебола почина денеска во Германија. Тој беше третиот пациент од ебола кој се лекува во Германија. Епидемијата на ебола му се заканува на голиот опстанок на цели општества и може да уништи цели држави, предупреди Светската здравствена заштита во драматично соопштение кое го пренесува BBC. Епидемијата која во Западна Африка уби 4000 луѓе доведе до криза што ќе ги загрози светскиот мир и безбедноста, рече шефицата на Светската здравствена организација Маргарет Чен. Таа предупреди и на цената од паниката која се шири побрзо од самиот вирус. Турски воени авиони нападнале цели на курдските борци во југоисточна Турција на 12 октомври. Ова е првата значајна воздушна операција против бунтовниците од почетокот на мировниот процес пред 2 години, пишува денеска весникот Хуриет. Од турската армија преку изјава велат само дека вооружените сили одговориле на најстрог начин на гранатирањата од страна на курдските бунтовници. Курдите во Турција изминатата недела протестираа во неколку градови поради неучеството на Турција во акциите против милитантите на исламската држава, кои го држат под опсада градот Кобани на сириско-турската граница. Битките во Кобани принудија илјадници курди да пребегаат во Турција. Исламската држава во својот пропаганден магазин Дабих објави директна закана до срцето на христијанството Ватикан. Во пропагандниот магазин се повикуваат сите муслимани да ги нападнат или убијат сите христијани што ќе ги сретнат. Се додава и дека е оправдано киднапирањето жени невернички кои би се користеле како сексуални робинки. Во текстот се цитира и Билал Боснич, најистакнатиот вехабија на подрачјето на Босна, кој од пред неколку недели е приведен во рамки на акцијата Дамаск. Тој ветува дека екстремистите ќе го донесат калифатот во срцето на христијанството, па макар тој да не е жив да го види тоа. Целиот свет ќе биде исламска држава, наша цел е Ватикан да стане муслимански, рекол тој. Папата Франциск наводно е една од целите на джихадистите затоа што го сметаат за лажен пророк и предводник на неверниците. Од Ватикан уште минатиот месец соопштија дека е засилено обезбедувањето поради се почестите закани. Палестински демонстранти денеска се судрија со израелската полиција на чувствителното свето место во Ерусалим, при што тројца полицајци се полесно повредени, изјави портпаролката на полицијата Луба Самри. Судирот се случи откако неколку десетина маскирани лица почнале да фрлаат камења и пиротехнички средства врз полицајците на ридот на храмот, како што го нарекуваат евреите, односно Харам ал-Шариф, возвишено засолниште, како што го нарекуваат муслиманите. Се уште нема информации дали има повредени лица меѓу палестинските демонстранти. Полицијата ги гонела демонстрантите кон џамијата Ал-Акса, каде тие се забарикадирале и продолжиле да фрлаат камења кон полицајците. Беше фрлен и еден молотов коктел кој не се запали, посочи Самри. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун се појави во јавноста за да ги смири шпекулациите кои се појавија околу неговото невообичаено отсуство од јавниот живот во Северна Кореја. По повеќе од 1 месец отсуство тој се појави за да даде насоки во новоизградена стамбена област на научниците, а медиумите направиле неколку фотографии од него. Како со помош на бастун извршил увид на теренот. Отсуството на Ким Јонг Ун од јавниот живот во Северна Кореја поттикна шпекулации за неговата здравствена состојба, но и за можноста во земјата да се случува државен удар за негова смена.
Протестирајќи против исчезнувањето на 43 студенти за кои се верува дека се киднапирани од локални полицајци поврзани со наркокартели, стотици студенти и наставници ја запалија зградата на државната администрација во Гереро, Мексико. Демонстрантите побараа студентите кои исчезнаа на 26 септември да бидат пуштени на слобода. Постоја стравувања дека во некои од 10 ново откриени масовни гробници може да се телата на дел од нив. Протестите следуваат откако пред 2 недели полицијата во градот Игуала отвори оган врз студентите, при што загинаа најмалку 6 млади луѓе. Сведоци тврдат дека полицијата тогаш однела во непознат правец десетици студенти кои од тогаш не се видени. Сончево време со умерена облачност и во наредните денови температурата во Битола до 24, односно 25 степени. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Кога светски политичар доаѓа во некој град, тогаш има пишани и непишани правила, а како непишаното изгледа напишано. Белграѓани што живеат во зградите покрај автопатот добиле забрана да излегуваат на своите тераси на денот кога во градот ќе пристигне рускиот претседател Владимир Путин. На социјалните мрежи се појави фотографија со соопштение што станарите наводно го добиле од белградската полиција, а во кое се вели дека од безбедносни причини на денот кога ќе дојде Путин, нивните прозорци и тераси мора да бидат затворени и со спуштени ролетни. Никој не смее да излегува и да ѕирка, ниту да пружа долна облека на терасата, кога рускиот претседател би можел да ја догледа. А за тоа во какви садови и во чии садови ќе руча Путин, можете слушните во 60 секунди, кое попладне во името на нашата програма. Ви благодариме за вниманието. Останете со Тера.